Јавното сообраќајно претпријатие на град Скопје на приватните превозници им должи над 72 милиони денари, а дел од долговите се и за минатата година. Превозниците алармираат, ако долгот не се подмири до крајот на неделата, дури 16 градски автобуски линии ќе престанат со сообраќање. Ленин Јовановски од Слобода превоз за Алфа појаснува дека заради ова тие повеќе месеци се задолжуваат кај нафтените добавувачи, а земаат и кредити, но вели тоа веќе не е изводливо. Ние се наоѓаме во една многу непријатна ситуација како превозници на кој што е доверена извршувањето на дел од јавниот превоз во град Скопје со една голема финансиска криза заради огромниот долг кој што ЈСП го има спрема нас како приватни превозници, кои е во постојан пораст. Се исцрпени сите можности да можеме понатаму да продолжиме да го одржуваме превоз. Едноставно нема за нафта, се должат плати на возачите кои што возат во приватниот превоз. Превозниците се обратиле до градот Скопје и градоначалничката Арсовска. Оттаму им ветиле дека до крајот на следната недела поголем дел од долгот ќе им биде исплатен. Но доколку тоа не се случи, приватните автобуси ќе мораат да застанат, вели Јовановски. Доколку до петок не се освари од истите причини, ние повторно нема да може да се покренеме и ние ќе застанеме. Не по наша вина и не по наша желба, ние сакаме да работиме, тоа е работа од која што се осваруваат приходи, меѓутоа не можеме да го финансираме превозот и едноставно повторно ќе застанеме доколку сме, да кажам, на некој начин излажани или не се исполни она што ни е ветено. Милорад Димитриевски од Мак Експрес превоз вели дека доцнењето со исплата почнало уште лани. На почетокот било само по неколку дена, но периодот на чекање станувал се подолг. Бараме секакви решенија за превозниците да не застанат, но повеќе не сме во можност. Цените на горивото отидоа до небо, а и резервните делови се скапи. Покажуваме разбирање, знаеме каква е ситуацијата во градот, во државата и во светот, но мораме да водиме грижа и за безбедноста на патниците. Ако не исплатат, ќе немаме алтернатива освен да престанеме да работиме. Тој додава дека нафтените компании повеќе не им дозволуваат да им се задолжуваат. Вели дека само за една смена, за еден автобус се потребни 45 литри гориво, кои во моментов чинат 4000 денари. Плаќаат и затезни камати кај добавувачите поради доцнење, а должат и плати на вработените. Алфа се обрати до ЈСП и до градот Скопје за тоа дали проблемот ќе се реши, но оттаму не добивме одговор.